Добар ден, почитувани гледачи. Го следите 40-тото издание на Агроисток. Во него донесуваме разновидни прилози со кои веруваме дека ќе го задржиме вашето внимание. За 15 на дена треба да започне големата жетвена акција во Штипско. Каква е состојбата во земјоделската задруга Илинден во Радење од разговорот со Илија Богданов. Земјоделската задруга Илинден од село Радење, која постои повеќе од 15 години, бележи успешни резултати во сите дејности кои ги обавува на сопствените површини. Располага со разновидно производство, житарици, фуражни култури, лозарство. Денови актуални се активностите околу престојната жетва. Дали веќе е започнато со подготовките на механизацијата? Прашање за директорот Илчо Богданов. Колкави беа ланските површини и приноси? За разлика од ланската година, оваа година е далеко подобра од ланската, затоа што лани во мај месец немаме ни еден дожд, а сега веќе имаме некаде околу 100 литри на метар квадратен добиен. Водниот талок пролетва придонесе за побрз и поквалитетен развој на житариците, но преголемата влажност создаде и проблеми. Вака сега, за некои работи е добар, за некои работи е лош. Добро е затоа што веќе житата имат добар клас, направено. А за нешто е лошо затоа што за прв пат се појави после толку години да поникне диви овес, не изненади малку. Тоа е една трава која не му плевел, не му дава на житото да прави клас, да го гое зрното, него го држи унаа фаза што е, само да има едно обично класче и да нема. Тоа е едната работа што не е за сега, и втората работа јави се доста болести, ръѓа на самиот лист, тоа се ръѓи, црни дамки што се јавуваат, и тоа дека има дамка, самиот лист се суши, не може да врши циркулација на стомните отвори, за да врши хранење на зрното, за да дое погоено, доваѓа, ќе има клас, гледаш дека има боен клас, меѓутоа таму дека има болест, тај клас е празен или некое зрнце ќе има како игличка, тоа сето се одразува на приносите што прави. Дали ова е општа оценка или се однесува само на вашите површини? Вака сега, јас кажувам за моите површини, другите немам ги посетено, меѓутоа кај моите површини имаме интервенција, например, авионско третирање против дифовес и против ова болест што е раѓа, тоа повеќе се јави на јачмено, а помалку го имаше на пченицата, на моите површини. Колкави приноси очекувате од годинашнава реколта? Вака, гледано сега, мислиме дека оваа година треба да имаме негде од 3 до 4 тона, што тоа за штипски услови е добро, иако ние знаеме дека пред тоа добиваме од 2 до 3 тона, добиваме. Може би ќе има и повеќе, меѓутоа да не кажуваме пред јавноста дека сега ќе има високи приноси, а после да имаме помали приноси. Мислам дека од 3 до 4 тона. Дали веќе го знаете времето кога ќе се стартува со жетвата? Ние со механизацијата веќе сме при крај со припремата, рачунаме 13, 14, 15, најкрајен рок да биде 15, во колку временските услови дозволат, да не дојде до промена на климата, да речеме со некои дождови падане зафати, мислиме дека од 13 до 15 ги почнеме со жетва. Кои семенски материјали ги користевте досега? Вака сега јачмено сорта Барун одиме, таа е добар јачмен до сега, немаме полегнување кај него, имаме повисоки приноси, имаме погојно зрно, а кај пченицата имаме на повеќе сорти, одеме на Андино, одеме Ингение и одеме на овие нашите домашните Миленка, одеме. Оние што се со осилки Андино и Ингение, тие се поотпорни на болести и поотпорни на суши, имаме повеќе приноси. Дека овие нашите домашните сорти дали се изродени, бој има, ќе ги погледнеш, меѓутоа многу имаме помал принос кај нив и по не се отпорни на болести. И за крај, каде ќе заврши она што ќе го ожнеете? Пченицата најверојатно ќе оде кај некој од млиновите во општина Карвинци, имаме ние млин во општина Карвинци, размислуваме аранжман да направиме таму, а додека јачмено оде исклучиво на сточари од Плачковички регион. Во наредните минути ви нудиме репортажа за селото Калиманци, во кое денес живеат околу 100 староседелци кои се уште ги чуваат остатоците од одбранбените механизми на војските кои престојувале овде. Калиманци, селото во кое се вкрстуваат значајни стратешки патишта, во кое се испреплетуваат различни воени етапи, селото кое ги чува пирамидите градени од Југословенската народна армија, стотици бункери и ровови, кое раскажува еден добар дел од балканските војни.
Селото во кое до 1955 година имало и полициска станица како седиште на така наречената Грлянска општина, денес е речиси празно. Но историските остатоци не се избришани и за толкувачите Калиманци треба да биде запишано во историските книги. Селото Калиманци има геостратешко значење. Уште во римскиот период тука врвел главниот пат кој што се одвојува од Вија Игнација и од Стоби, тука поминувал и го поврзувал Кюстендил. Покасно тука поминувал турскиот пат кој што ги поврзувал Виница и Кочани со Делчево и бугарските градови, и на крај краишта после 20-та година е направен српскиот пат кој што ги поврзува Кочани со Делчево. Друго значење за Калиманци е што тука се водени повеќе војни. Во првата Балканска војна, таа е водена на Калиманско поле, помеѓу бугарите и турците. Турците биле поразени и при тој пораз тие морали да го напуштат Калиманци, а бугарите дошле и селото Калиманци го разрушиле. Од тогаш селото се вика и срушено село. Сите војски се минали тука. Калиманско поле се бункери. Тоа е безбедно. Полето има услови, добро е баре за тоа време кога ни учеа дека непријателот десант може најлесно тука да изврши. И затова ЈНА уште кој беше, околните ридишта се со бункери. И него не го бранеше територијална одбрана или цивилна заштита. Директно ЈНА. Растргнато на различни страни, на секој рид оформило по едно мало, Чаловци, Витлари, Драка, Стаменковци, Маниловци, Мртвак, во кој се пребројуваат по неколку куќарки, а во нив староседелците се единствените чувари. Во селото можат да се видат две празни училишта во кои се школувал и сегашниот министер за финансии Зоран Ставревски, а на изборите се пребројуваат по 100 гласачи. Во минатото беше друго. Имаше повеќе народ, сите тука живееја. Меѓутоа, само фалеше да се едно погонче, да се отворе и пато да се асфалтира. Школото, ја у него бех и учител од 65-та до 70-тите години, кога беше и Методи Ставревски на Зоран Ставревски татком, заедно бееме тука. Калиманско поле на надморска височина од 750 метри со познатата Калиманска брана, со површина од 30 км квадратни, нуди услови за развој на земјоделство и сточерство, но искористеноста е минимална. На околните ридови се одгледуваат околу 300 декари со лешници, има минимална површина со житарици и нешто малку овошки. Местоположбата е примамлива од повеќе аспекти, но можеби после деценија две, ако животот на село го надмудри животот во градовите. Три нови сорти ориз ќе бидат влезени во редовното производство на полињата во Македонија. За нив говори професор доктор Добре Андов. Во текот на мај месец во 2016 година, поточно 23 24 мај, престојувавме во Република Турција на меѓународен хуманитарен самит. Таму присуствувавме тројца од Република Македонија, значи фактички тие кои учествуваа и во проектот кој беше финансиран од ТИКА, односно од Република Турција, чиј учествуваше на самитот професор доктор Даница Андреевска од Земјоделскиот институт, професор доктор Емилија Симеоновска исто така од Земјоделски институт и јас. Проектот имаше хуманитарна димензија, научна димензија и апликативна димензија. Ние токму по овој хуманитарниот дел присуствувавме во Република Турција на хуманитарниот самит и таму беше презентиран проектот од наша страна. Наша цел таму беше да ги запознаеме, значи, учесниците на хуманитарниот сајм, што е сработено во Република Македонија и што е донирано од страна на турската држава, односно преку нивната агенција ТИКА. Ги презентиравме, значи, резултатите од проектот. Како што рековте вие, проектот, значи, беше во
спроведен во текот на 2013 година и во текот на 2014 година. Во првата година беа донирани 2 тона на семејски материјал на турски сорти, а во следната година 20 тона семејски материјал. Значи, целта на проектот беше да се воведат некои нови сорти, поточно од Република Турција, кои би можеле понатака да се произведуваат во Република Македонија. Покрај тие, донираните сорти, кои беа сортите Гала, Халил Бей и Гјонен, и исто така беа дадени за научни цели и некои други сорти кои ние ги испитувавме во институтот во експерименти. Од сите тие истражувања, наша цел беше да испитаме кои сорти се најдобро аклиматизирани во Република Македонија и кои сорти можат да бидат предложени за да се произведуваат во Република Македонија. По наша оценка и по оценка на експерти кои беа вклучени од институт во Едерне од Турција, ние предложивме 3 сорти да бидат регистрирани во Република Македонија. За таа цел се направија сортни конкурсни испитувања, резултатите беа дадени со извештај на сортна комисија која работи во Министерството за земјоделие при управата за семе. Истите тие резултати се тестирани, статистички обработени, комисијата ги има прегледано и истите сорти морам да кажам дека се веќе од страна на комисијата признаети и можат да бидат признати, и можат да бидат ставени на листа во Република Македонија. Уште некои административни процедури има кои треба да се завршат. Се надевам дека во текот на оваа година, односно за следната производна сезона, и овие сорти ќе бидат регистрирани на листа за сорти кои може да се произведуваат во Република Македонија, односно може да се произведува семејски материјал од истите сорти. Станува збор за сортите Гала, Халил Бей и Гјонен, за тие 3 сорти. Реков, покрај тие 3 сорти, ние испитувавме уште 14 сорти, сите сорти беа поставени во конкурсни испитувања, ние сите сорти ги анализиравме, за таа работа дадовме извештај со резултати статистички обработени на Министерството за земјоделие и на управата за семе, исто така и на агенцијата ТИКА која го финансираше проектот. Покрај, проектот беше неде околу 120.000 евра, преку евроинтеграции проектот се финансираше, покрај тоа што се финансираше семејскиот материјал, реков дека проектот имаше и едукативен карактер, исто така како научен, апликативен, хуманитарен и едукативен карактер. Во текот на 2012 и 2013 година сите фармери кои беа вклучени во проектот беа одведени во Република Турција да ги посетат поголемите фармери во Република Турција, потоа да ги посетат нивните доработувачки центри, исто така и да го видат институтот кој работи на оризот и на други поледелски култури. Целта беше и едукативна, нашите фармери во текот на жетвата и во текот на сеидбата да се запознаат со процесот на производството на оризовата култура. На 2 наврата исто така беше посетена Република Турција. Имаше исто така донација на институтот од одредена опрема која му беше потребна за спроведување на проектот и, како што реков, овој семејскиот материјал беше исто така бесплатно дониран на првата година на 20 фармери, а додека во последната година негде 80 до 100 фармери беа уклучени во самиот проект. Им беше донирано семејски материјал за да засеат на хектар до 2 површина, да ги видат самите земјоделци, да ги видат сортите дали
ќе им одговарат за производството, бидејќи наша цел беше да ние на некој начин донесеме сорти, ги провериме, меѓутоа одлуката да си биде на самите оризопроизводители, тие да се одлучат која сорта и во кој обем ќе ја засејуват. Наша цел не е да наметнуваме сорти кои ќе треба да ги сеат, туку да имат самите земјоделци избор и самите тие да одлучат која сорта ќе ја засејат на нивните полиња. Во следниот прилог говориме за сточарството. Колешката Сунчица Маринкова Сосиева се обидува да ни даде одговор зошто одумира сточарството во село Црник. Изумира сточарството во село Црник, село кое допред неколку години беше со најголем број на стада овци во Малешевијата. Немаше фамилии без барем 50 на овци, сведочат жителите. Се уште во село Црник се прави најубавото сирење, но сега стадата на сточарите бројат вкупно едва и 1000 овци. Јас се занимавах со сточарство. Са пред една недели продадох. Добих пензија пред 2-3 години и не мога веќе усишам селото. Не мога, детето ми се запусти на работа и останах сам, нема кој да ми помага. Тука и морах да ги продам. Продадох и со земјоделие имам, поддржавам, имам се. Сточарство, такво ли и местото такова и се занимаваме со сточарство. Така, колку овци имате? Па имаме 10-20. И колку сирење произведувате? Колку? Од едно од една канта. Така. Се продава ли? Има ли пласма? Се продава. Со што се занимавате? Со сточарство, стока, овци, крави. Со земјоделието. Колку овци имате? Ами околу 100 ги има. Може и поја, само 100 ги има. А во селото колку има? Не знам сега да ти кажа. Околу 1000 има си. Одека се продадоа ги. Свето ги испродадоа народот, ги испродаде се овците. Џабе не ги зима. Џабе. Што вика субвенција давам, поарно да ни го плати јагнето, субвенција не ни треба. А повеќе со јагнето да ни го плати, като него што е било. Повозрасните веќе немоќни, а помладите предпочитаат да работат во градовите или во странство. Сточарството искаме да го развиеме. Купуваме најскапа храна, продаваме најевтино. Верувајте ни, оти тоа ќе се напуши. И се напушува, избегува, вие младите, да се здрави живи. Избегува. Се иселуваат ли младите од Црник? Па, се иселуваат, бегаат тијате во Италија, во Германија. Младите не са на работа, земјоделите го неќат никој тие џабе и секој сака да идат на подобро да сидат. Инаку овчиото сирење во село Црник е најбарано. Купувачи од цела Македонија си предплаќаат од ова за наредната сезона. Штип доби покриен дел за пазарување. Средствата во износ од 14 милиони денари ги издвои јавното претпријатие ИСАР. Задоволни и производителите и купувачите. По многу години купопродажбата на земјоделски производи на градскиот пазар во Штип ќе се одвива во затворен дел, кој на пригоден начин беше предаден во присуство на поголем број граѓани и гости. Денеска е празникот Свети Константин и Елена и во чест овој празник денеска го пуштаме градскиот пазар. Целосно реконструиран, обновен, покриен. Ствараме амбиент и кога купуваме производи, кога произведуваме здрава храна, таа храна да се продава во соодветни чисти услови, во уреден пазар и граѓаните да им биде мило што доаѓаат овде да пазаруваат. Изградбата на покриенот дел на пазарот беше завршена за рекордно време. Во овој зафат ИСАР вложи над 14 милиони денари сопствени средства. Успеавме да направиме 14 дуќани, успеавме да направиме нови 120 продажни места и успеавме да го покриеме комплетно платој ден на градскиот пазар. Ова ќе ги подобри условите на самите купувачи, а и на самите продавачи. Целата инвестиција некаде со ДДВ е 14 милиони денари. Подршка до локалното раководство во сите зафати даде и парламентот преку пратеникот Трајчо Димков. Во секој случај прекрасен еден објект каде што ќе можат граѓаните згрижени, меѓутоа и самите продавачи да имат добра услуга. Јас само и посакувам на градоначалникот, на директорот, на сите локални институции и функционери да работат уште повеќе, да не изненадават со ова, бидејќи и ние самите не можеме да ги следиме колку се они прават. И се тоа што го кажа градоначалникот и за патиштата е еден прекрасен момент за Штип, момент или период кога ќе се памти, ќе биде историски за Штип.
конечно на овој начин се симнува еден голем проблем при пазарувањето. Ние конечно го направиме пазарот каде што продавачите, корисниците на нашите услуги, граѓаните имаат прекрасни услуги за пазарување на овој пазар. Сепак, најсреќни и задоволни се оние кои секојдневно се овде и лебот го печелат од продажбата на земјоделски производи. Од 30 години Штип ќе добие еден многу добар пазар, современ, направен, како и у другите балкански држави. Па за нас пазарчиите многу значи ова. Поубаво здравје, ова не е било никош. После 25 години да се направи затворено пазарче убаво, тука нема да има ветер, нема да има дожд, нема да има најлуми тука по такви работи, вода. Јас 20 години работеше на пазару и работам уште да речеме. Се беше у вода доле. Почна изградбата на патот Врсаково Долно Трогерци. На овој начин се отвораат перспективи за некогаш раселените жители на овие села. Општина Штип денеска започна со асфалтирање на патот од село Долно Трогерци до село Врсаково. Се асфалтираат скупно 4,5 километри. Од Агенцијата за рурален развој и поддршка на земјоделието се одвоени 17 милиони денари, од општина Штип се одвоени 7 милиони денари и со овие финански средства ќе се покрие вкупната, односно ќе се покрие целиот проект на изграда на овој пат. Благодетот ќе го овде во овие села ќе го видат повеќе луѓе, вклучувајќи и луѓето од село Долно Трогерци, вклучувајќи и луѓето од село Судик, вклучувајќи и луѓето од село Врсаково. Се очекува до најкасно за 10 дена да биде веќе целиот пат асфалтиран, со што на село, односно на реката, на Судичка река се прави плочаст пропуст. По завршувањето на плочастиот пропуст ќе бидат комплетно завршено асфалтирањето, со што потоа ќе се обнови патот од село Судик до село Врсаково, на оние места каде што е веќе оштетен. Па значи просперитет, кој сака може да работи, било што да започнат нови бизниси. Пато е, може да се поврзеш до сите, до град, до дека сакаш, у кое било време. Ние помладите чекаме, старите чекале 70 години, ама не дочекале. Ние сега малку помладите ќе работиме, ќе со волја малку, чим има пат, у кое било време може да си доеш, да си идеш, било кои работи да завршиш до град, да доеш. Ете, почитувани гледачи, тоа беше се во рамките на оваа емисија. Ве каниме на повторна средба за 7 дена во истото време на истата фреквенција. Довидување.